Ако некој те праша, во куќата стара зборува ли тишината за нечија умна глава, ти ќе му кажеш, кога играта и зборот ќе ги успие сонот, ноќта е голема лага. Ако некој те праша, во куќата на молкот зборува ли болката сама, ти ќе му кажеш, од убавината на животот исчезна секоја трага. Да се пишува за поезијата на Раде Силјан навистина е голем предизвик, особено кога имате зад себе 50 годишно поетско творештво. И во тој контекст некако ми се наметна идејата дека јас треба да пишувам или да зборувам како дел од предговорот на таа книга Лажно време, кој што е всушност есенција на неговата поезија. Во тој контекст и ми беше интересен тој поднаслов што го напишав, што го ставив, а се вика токму есенцијата на Силјановата песна. Поезијата на Раде Силјан е во фокусот на постојан перманентен интерес на книжевната критика и есеистиката во контекстот на новите текови на современата македонска литература. По еден повод јас напишав дека спецификите и вредностите на мотивско-тематски и стилско изразен план во поетското писмо на Силјан водат кон етаблирање на еден вид нова таткомиска песна. Всушност станува збор за една интензивна комуникација, за жив диалог со историјата, низ кој преку слоевити поетски пораки се испраќаат тестаментални и вистини за потомството. Издвојувајќи ги дејците од македонската книжевност и култура, кои што имаат остварено најголем влог за македонскиот 20 и 21 век, треба да сме објективни и искрени и да кажеме дека меѓу оние неколкумина од нашава современост, кои што припаѓаат во редицата на таквите автори и дејци, онаа редица што на средината на векот започнува со Рацин и неговата генерација продолжува со генерацијата на Конески, Шопов, Јаневски. Од нашава современост неизбежно е името на Раде Силјан како еден од најкомплексните, најтемелитите автори кои што имаат остварено влог во повеќе сфери на она што е наш книжевен и културен живот. Убаво е чувството кога се одбележуваат одредени датуми кои за авторот значат многу. Тоа чувство на задоволство ова година го доживев на најубав на можен начин со објавувањето на двата избори од моето творештво и за моето творештво. Првиот избор е насловен Лажно време, кој го подготви и напише инструктивен предговор професорката Весна Мојсова-Чепишевска. Во оваа книга застапени се избор на песни од целото мое творештво, се разбира во една селективна форма, според убедувањето на авторката, и мислам дека преку нејзиниот предговор многу е кажано за моето поетско творештво. Втората книга е книжевната критика за мојата поезија, која ја приреди магистер Иван Антоновски и во која застапи 40 текстови од познати македонски литературни критичари, есеисти, писатели, но и од 20 странски автори кои пишувале за мојата поезија. Ако ни го украдат помнењето, ќе нема кој да раскажува за минатото наше и за свадбениот пат на бездомниците. Ако не пратат сургуни, ќе нема кој да пее за времето на крштевките и за вкусот на лебот денешен. Ако ни го земат од устата зборот, ќе нема кој да стави квасец во тестото на нашите глави. Ако не перцуваат во невреме, ќе потонат последните лаги,
а во кула од ветер гологлави жени ќе чуваат ноќни стражи. Ако ни го украдат помнењето, на земјата црна и на небото сино, за нас ќе нема кој да жали. На овие проекти и колешката Весна, Мојсова и Иван работеа подолг период, меѓутоа идејата за одбележувањето на моите два јубилеи, 75 години од раѓањето и 50 години творештво, односно одобјувањето на поетската книга Третиот лик на времето, за која во 1975 година ја добив наградата на Струшките вечери за најуспешна книга од млад автор, е на мојот другар од младоста и колега по целиот живот, Велес Милески, кој ја инициира идејата, но и ја реализира преку неговата издавачка куќа. Ова констатација е неподелена воопшто во критиката за поезијата на Раде Силјан, бидејќи во неа се открива нешто што е основно и обединувачко за неговиот целокупен поетски опус. Инаку во годината на јубилеите на Раде Силјан, јас сакам да потсетам на еден податок кој што е важен исклучиво за нас двајцата, а тоа е дека нас не врзува едно искрено, човечко и творечко пријателство во тек на 6 децении. Сиве овие години, па и денес, Раде Силјан зазема видно место во книжевниот живот на нашава средина. Тој извршуваше највисоките функции во друштвото на писателите на Македонија. 2 мандати беше председател на Македонската писателска асоциација, а потоа председател на собранието на ДПМ. Издавач од Формат, како директор и главен и одговорен уредник на Македонска книга, прва, потоа на Матица Македонска, како и денес, тој објави илјадници книги, од кои еден добар дел влегуваат во ризницата на трајни и неодмиливи вредности во македонската книжевна, уметничка и историска заоставнина. Лажно време, зошто? Јас некако мислам дека и да сакам да кажам нешто околу таа синтагма лажно време, дека на некој начин ќе уништи самата песна. И затоа сакав да ја прочитам. Тие се кратки, но тивки болувања на самиот поет и некако мислев дека најдобро ќе биде неговиот глас да го пуштам. Вели вака: лажно време. Си имаме море несолено. Си имаме поле неорано. Си имаме народ за броење. Си имаме жени доилки. Си имаме семе изртено. Се си имаме. И време за продажба, и деца за прокуда, и сонце што не заоѓа. Си имаме море несолено, си имаме многу татковини. Се си имаме. А утре, може би, народ ке немаме. Па еве есенцијата на Силјановата песна. И кога ќе го споменеме терминот канонски автор, треба да имаме предвид дека тоа не се автори кои што припаѓаат само на македонското книжевно минато, туку треба да бидеме доволно храбри и да ги издвоиме оние автори што му припаѓаат на македонскиот книжевен канон, а се наши современици денес. Раде Силјан, особено како поет, е еден од нив. Оние кои што имаат остварено најголем влог во она што представува вертикала и естетика на современата македонска поезија. Децата на идното време. Децата на идното време, за се што од нас другите зеле, ке боледуваат во хор збрани. Од подежите на животот во постели непрани ке лекуваат лути рани. Пога на уста ке праша
која мисла ќе ги избере со нив татковина да брани? Мора да признаеме дека секој автор во животот пишува многу книги, меѓутоа една песна. Секојаш се врти околу една песна која се надградува, надополнува и усовршува. Децата на идното време за детството на нивните деца ќе такуваат сами.